Македонците на големо бараат азил во Европската унија, но Европа упорно ги одбива. Секоја година се одбиваат илјадници барања, но македонците се упорни во своите намери да си го бараат чарето надвор. Над 2500 македонци од вкупно 6476 кои минатата година побарале азил од Европската унија чекаат дали ќе добијат меѓународна заштита, покажува извештајот на Агенцијата за азил на ЕУ. Лани само 9 македонци добиле заштита од Европската унија, а одбиени се 3395 апликации. Бројот на баратели на азил со потекло од Македонија бележи силен пораст, но процентот на одобрен азил е многу мал. Македонците се лидери во Европа по бројот на одбиени барања, односно само 1% од нив успева да добие меѓународна заштита и статус на азиланти. Корупцијата, сиромаштијата и нетрпенијата се главните причини зошто македонците бараат азил, посочува универзитетскиот професор по социологија Илија Ацески. Оние кои што имаат намера, а добар дел за таа идеја да се некаде избегаат од Македонија, немаат трпение и бараат било какви начини да избегаат од Македонија. Еден од тие да се побара азил, без разлика дали тој оправдан, неоправдан и така натака, сметајќи дека европските земји по правило тоа ќе го уважат. Додека македонците бараат спас во Европа, кај нас минатата година 168 лица побарале азил во земјава: Авганистан, Бангладеш, Египет, Конго, Украина, Чеченија, Турција. Голема е листата на земји од каде секоја година стигнуваат барања до МВР. Но, како и Европската унија, така и Македонија го следи трендот на голем број одбиени барања. Од 2020 година до денес поднесени се приближно 400 барања, но земјава згрижила само 60 азиланти, од кои 9 лица се со статус на беглци, а 51 лице е под меѓународна заштита. Изминативе 3 години пакистанци, сирици и турци се меѓу најбројните баратели за азил во Македонија.